Ова е семејството Јаневи. Марија, Коста, Николина и Андреј. И да не го заборавиме Бубу. Во домот на семејството Јаневи, како и кај сите нас, секојдневно се користат многу апарати што трошат електрична енергија, а без кои не можеме. Но можеме оптимално да ги користиме и на тој начин да ја намалиме енергијата што ја трошат. Јаневи, како и повеќето македонски семејства, во просек гледаат телевизија 4 часа дневно, што значи дека телевизорот е на стендбај 20 часа во денот. Доколку телевизорот се исклучи од стендбај додека не работи, со заштедената енергија може 4 пати да се наполни мобилен телефон. Бойлерот е еден од најголемите потрошувачи на електрична енергија во домот, па треба да се внимава како се користи. Иако за секое семејство е индивидуален начинот за најефикасно користење. Бойлерот треба редовно да се чисти од бигор, за грејачот да може да работи без пречки и полесно да ја грее водата. Многу важно е и дали бойлерот е во просторија која е загрејана или не. Од тоа зависи дали се исплати постојано да е вклучен или треба само повремено да се вклучува. Вклучувањето зависи и од големината на семејството. Ако семејството е поголемо, тогаш е исплатливо постојано да е вклучено. Постојат бойлери со неколку комори, па доколку семејството има потреба од помалку вода, има опција да се затопли само една помала комора и да се загреат 20 литри наместо 80. Машините за алишта треба да се доволно полни кога се пуштаат и секогаш треба да се избира соодветна програма. Најдобро е да не се користи опцијата за сушење затоа што таа троши најмногу енергија. Покрај тоа, алиштата кои што се сушени во машина обично се истуткани и треба да се троши дополнителна енергија за пеглање. Пеглата во себе има грејно тело и поради тоа е голем потрошувач. Затоа треба да се пеглаат повеќе алишта наеднаш, а не таа да се вклучува за да се испегла само едно фустанче, како што прави Николина во моментов.